ме разбра. Што ми кажа? Нема си кажа на стиличка месела, дали ме разбра? Вршат насилство врз тебе, прво стануваш несигурен, а потоа чувствуваш страв. Не сакаш да го кажеш своето мислење, зашто те тера да го немаш. Секој ден чекориш со помислата што те чека. Додека останатите имаат нормално детство, тебе ти присудува да го немаш. Растеш и те прати тој белег. Ти го земале правото на слобода и правото на среќа. Паѓаш во депресија. И понатаму не знаеш ништо. Постојано милион прашања, а ниту еден одговор. Меѓуврсничкото насилство е сериозен проблем кој е присутен во сите периоди на раното детство, средното детство и адолесценцијата. И токму овој проблем е веќе глобален проблем и присутен и во сите, да речеме, училишта, и како таков треба навремено да биде детектиран, да се разговара сериозно за него, препознаен од страна на наставниците, стручната служба и директорот на училиштата, и токму поради тоа пред се треба да се обезбеди средина во која учениците пред се ќе се чувствуваат безбедни и ќе чувствуваат доверба да разговараат за овие проблеми со своите наставници, како што кажав, стручната служба и директорот на училиштата. Ние како училиште овој проблем го започнуваме уште од првите контакти со учениците, со превенција, односно преку разни работилници, разговори, ја подигнуваме свеста кај учениците, да почувствуваат доверба, да разговараат со нас, да ги кажат сите своји забелешки во однос на меѓуврсничкото насилство. Сите ние треба да бидеме вклучени во решавање на овие проблеми за меѓуврсничко насилство, а тука покрај училиштата пред се треба да се вклучат и самите родители, но и сите релевантни институции во општеството. Преку вакви проекти сите ние треба да се залагаме што повеќе, да ја подигнеме свеста и да допреме до најмладите. Насилството меѓу врсниците, особено во социјалните и образовните средини, станува се позагрижувачко прашање. Овој феномен во себе ги вклучува физичкото, психичкото и сајбер насилството, кои што влијаат на менталната состојба на поединецот и неговата благосостојба. Фактори кои придонесуваат ја вклучуваат социјалната динамика, изложеност на насилни медиуми, како и некои основни лични прашања, како што се ниското ниво на самодоверба и семени проблеми. Распространетоста на таквото насилство влијае на чувството на безбедност и на сигурност, што има психолошки ефекти и за жртвите на насилство и за сторителите. Решавањето на ова прашање бара сеопфатни стратегии кои што во себе ќе ги вклучат родителите, вработените во образовниот систем, како и креаторите на политики, кои што ќе креираат средини кои што ќе бидат поттикнувачки и ќе се развиваат почита, емпатијата и разрешувањето на конфликти, како и асертивната комуникација.